приредуваме и представи, преносиме во авантури со нас, ловиме и летаме во дим. Едно нешто ке ви треба вашата фантазија, никој овде не е тажен, сите сме дел од овој тим. Во тим! Помош, спасете ме! Доаѓа змеј, ќе ме изеде за ручек! Не грижи се, Коби. Јас ќе те спасам. Ачу! Ха! Никаков змеј што блуе оган и го јаде, Коби. Не ја плаши принцезата Мија. Јас доаѓам. Што правиш? Си играме змејови и змејот сака да ме изеде, како во книгата. Некој ја читаше приказната? Ја составуваме од сликите. Не знаеме да читаме. Но погледнете, Софи знае да чита. Па јас, Софи, ти знаеш да читаш? Тоа е супер кул! Што се случи следно? Дали сер Еди е јунак на денот? Прочитај ми ја. Ајде, Софи! О, добро. Змејот рикна. И што тогаш? Змејот рикна многу гласно. Многу гласно. Најголемо, најгласно рикање што постои. Супер! И тогаш? И тогаш змејот ја прескокна месечината на погостапот со точки. Погостап со точки? Што потоа? Потоа? Па, имам идеја. Ајде да одиме во нашата собствена авантура со змаеви. Со замокот? И крал? О да, со сите тие работи. Да! Супер идеја. Да одиме. Ајде во авантура. Со нас дојдете. Забавно е ке биде, но прво ке запееме. Ке запееме. Ке запееме. Ке запееме. Ке запееме. Ке запееме. Ајде во авантура. И воспомнени сме ние. И одиме. Заедно поканjeni се да ни се придружите. Ова ќе биде забавно. Смеју! Мац! Дојди по твојот омилен ручек! Таа се испечен колач од Коби! Еј! Следи ја онаа грмушка! Кралу Праселот, што бараше за таа грмушка? Мислев дека вие сте голем и страшен змеј. Секој пат кога одам на кај замокот, тој рика на мене. Токму него и го бараме. Одлично! Кога ќе го најдете, можете да го исплашите, дечиња. Чекај, сакаш ние да го исплашиме змејот? Само правете како што пишува во книгата. Се што треба да знаете за плашење на змејови е токму тука. Повелете. Додека вие го плашите змејот, јас ќе се крием на ова дрво овде. Мислам, ќе чувам кралска стража. Да. Софи, почни да читаш. Да. Ве молам, уживајте во читањето и плашењето. И што пишува во книгата?
Да видам. Да, овде пишува дека змејовите се плашат од пајаците. Тие се плашат од пајаците? Па, ако така пишува во книгата, тогаш мора да е така. Време е за плашење на змејови! Тој доаѓа! Тоа е малечок пајак. Се обидуваш да ме исплашиш, пајаче. Зашто пајак не може да исплаши голем и страшен змеј, како мене? Изгледа дека заплашувањето на змејот се претвори во заплашување на Еди. Но во книгата пишува дека змејовите се плашат од пајаци. Па, понекогаш змејот не се плаши од пајакот. Злобниот зелен змеј се плаши од... растечените носиња и... Ачу! Кивањето! Растечените носиња и кивањето? Од кога тие работи се страшни? Тука така пишува. Па, ако така пишува, мора да е така. Предпоставувам. Ова е прашок за кивање и течност од носето. Мојата посебна мешавина од бибер, пердови и кралски прасечки влакна. Еден и два змејова кивавица! Борет, подгответе се за дување. 1, 2, 3. Сега е подобро. Нема ништо подобро за прочистување на носот од кивањето. Чу! Ачу! Апчу! Сигурно ги читаш правилните инструкции? Оф, леле! Гледайте! Изгледа сепак ќе бидам Коби колаче. Што правиме сега, Софи? Да, што вели книгата? Не знам што вели книгата. Никогаш и не знаев. Не знам да читам само неколку зборчиња, тоа е се. Па зошто ни кажа дека знаеш? Сите бевте срекни што знам да читам и се занесов. И не сакав да ве изневерам. Не сакав да ве излажам. Се извинувам. Не си единствената на која е жал. Ти си жирафа? Ова навистина не го очекував. Не сакав да ве исплашам. Само сакав да го заштитам замокот на кралот праселот. Но тој само бега, цика како исплашено прасе. Така е затоа што змејовите се навистина страшни. Јас само сакав да го импресионирам кралот, а нема ништо импресивно во врска со жирафите. Но погледни колку си висока. Тоа е импресивно. И ти си импресивна, девојче. Тоа што на другарите ми кажуваш вистината. Сватив дека подобро е да се кажува вистина, отколку да се преправаш дека си нешто што не си. Помош! Помош! Кралу праселот? Да. Да! Ќе може да ми помогне некој, ве молам. Ова не го прочитав никаде, но сигурна сум дека е работа за жирафите. Благодарам, благодарам. Со ова свечено ти ја доделувам титулата кралски досегнувач на високи места. Нека ти е со среќа. О, и патем се ослободивме од змејот за вас. Всушност, тој го стори тоа. Ти
Браво! Ќе ви раскажам се за тоа. Довидување! Ей, друштво, дали сте за една приказна? Но ти не знаеш да читаш. Се уште не. Но вежбам, еден ден ќе напишам собствена приказна. За што ќе се работи? Е, тоа сакав да го споделам со вас. Си бил еднаш еден крал во далечна земја, кој имал многу добра пријателка, жирафа. Нах синхронизација и техничка обработка. Студио Кларион.